Од Битола Линковски во овие вести се поврзуваме со колешката Ирена Чачкова. Ирена, како тече изборниот ден таму? Да, според информациите од Општинската изборна комисија, заклучно со 11 часот гласеле вкупно 10,6% од вкупниот број на гласачи. Она што го информира од Општинскиот избирачки комитет е од тоа дека навреме биле отворени сите избирачки места без никакви проблеми, без било какви прекини. Исто така во однос на овој процент на излезност до 11 часот информира и се забележува според нивните анализи дека на овие локални избори има значително намалување на бројката на гласачи во однос на локалните избори во 2021 година. Меѓутоа повеќе околу нивните бројки и она што има да го соопштат од Општинската изборна комисија, предлагам да чуеме од нивната изјава. Во однос на претходните избори, бројот на запишани избори во однос на ланските избори, парламентарни и претседателски, бројот на избирачи е приближно тука ист, додека во однос на локалните избори 2021 година бројот на запишани избирачи е намален за околу 4800 гласачи. Утринава успеавме да разговараме со дел од граѓаните кои што ги затекнавме, кои што одеа да го остварат своето гласачко право. Од нивните изјави можеше да се забележи дека очекуваат идниот оној кој што ќе го води градот да ги исполнат, да се исполнат сите ветувања кои што биле дадени, дека овој град треба да личи на град според она како што го кажаа граѓаните. Меѓутоа конкретно во однос на нивните очекувања што треба конкретно да се направи за Битола, кои се проблемите со кои што се соочуваат битолчани, на што најповеќе треба да се обрне внимание, предлагам да чуеме во продолжение од анкетата. Што да мислам? За вас, на вас остава младите. Младите дека мислат. Ние мислевме, домисливме. 80 години. Што ќе биде, како ќе биде за сите, така и за мене. Битола спрема другите градови се во изградбата е прилично запоставена. Улици се ископани, само се крпат. Не се прави некоја улица нова. Да има подобрување, веќе кога е зеле обврската, би требало, она што го обеќава, да го исполна. Колку ќе биде исполнувањето, ќе каже времето. И ќе кажа граѓаните. Па за наредни да сме здрави и живи, наредни избори, малце може и ќе промисла поинаку. Да, очекувам ветувањето да се реализират. Мислам дека се ќе биде подобро. Александар, ние остануваме овде, како што може да се забележи во однос на утринските часови, сега може да се забележи поголема раздвиженост, меѓутоа во однос на она како ќе се одвива гласачкиот ден во Битола и во однос на најновите информации и бројки во однос на излезноста, секако ќе информираме и во следното информативно издание. Уште еднаш да повторам дека според последните информации до 11 часот во Битола гласале 10,6% од гласачите. Александар? Така е, Чачкова, ти остануваш во Битола да го следиш денешниот изборен процес таму. Секако повеќе содржини информации очекуваме во следното твое вклучување.